Почитувани гледачи, добро утро. Ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ја следите нашата утринска програма и верувам дека ќе уживате во разговорот кој што ни следува во продолжение. Ќе зборувам со 21 годишната Лара Денковик, која што на нејзина возраст веќе има издадено дури 2 книги. Морам само пред да зборуваме за сето она кое што неа ја инспирира за да ги пишува книгите, да ви откриам дека всушност таа е вереницата на Мартинијан Кириловски, пејачот кој што беше кај нас во студио. Го гледавме и виралното видео за просувањето и многу ми е драго што гледачите конечно ќе те запознаат и тебе. И тоа не само како вереницата на Мартинијан, туку нешто кое што го работиш и ти е навистина сериозна пасија на само 21 година. Добро утро. Добро утро на вас. Благодарам што ме примивте во оваа емисија да учествувам јас и да покажам што имам во позадина. Така, рековме дека имаш 21 година, имаш издадено веќе 2 книги, навистина секоја чест за тоа. Најпрво би сакала да ги споделиме насловите, нешто да раскажеме за едната па потоа и за другата книга, а ме интересира од каде инспирацијата за сето. Па мислам дека сите луѓе имаат своја некоја приказна во позадина, само што јас тоа го преточив во книга, во една приказна која што сите може да прочитаат и да се пронајдат самите себе си во некои емоции, во некои ситуации, дали да кажеме среќни, некои потажни и можеби да најдат некој лек во нив. Така, вистински талент е навистина да знаеш емоцијата, да ја преточиш во збор и верувам дека не само што е талент, туку често и лек, како што каже и самата, бидејќи кога ќе си ги искажеме сите работи кои што ги чувствуваме, некако чувствуваме нели олеснување, а уште поубаво е кога некој друг ќе сака да ја прочита нашата приказна и ќе се инспирира и мотивира, па ме интересирајте каков е фидбекот кој што го добиваш од твоите читатели. Па, искрено доста позитивен. Првата книга кога ја издадов, бидејќи имав само 17 години кога ја напишав, на 19 години ја издадов, беше доста јас бев доста млада и мојата публика беше доста млада, да кажам, повеќе тинејџери на моја возраст, но веќе следната која што издадов лани, доста поозбилна тематика и веќе приметив дека и доста постарата публика, тоест позрелите луѓе веќе има многу позитивни коментари на веќе некоја друго ниво дека ми е напишана книгата и само ми дава така, да кажам, ветер во грбот. Значи созреваш и како уметник и како писател. Која е твојата животна приказна и зашто пишуваш? Па јас сакам да менувам жанрови, така, тоест сите се тие романи, али првото беше љубовно, второто е психотрилер, веќе еве следи трета книга која што ја пишувам, тоа е социјален роман повеќе. Сакам да опфатам од секој сегмент од животите на луѓето за да не секоја публика е една, да кажам, да се шири тоа кон луѓето. Да, сподели ни малку повеќе за твоите наслови кои што ги имаме и тука. Звукот на тишината, ако не се лажам, тоа е втората книга. Ајде да си почнеме со ред. Само еден момент. Не ти другиот. Не ти другиот. Аха, интересен наслов. Ме интересира за што се работи во оваа книга конкретно. Па оваа книга, како што реков, веќе е љубовен роман. Според мене тоа е веќе игра на настани. Дали ќе одлучиме едно, дали ќе одлучиме друго, дали ќе одлучиме кога ќе избереме. Кога ќе избереме. Малку така, да кажеме, проблематики на тинеџерите, како што реков дека се помлади. Додека втората, звукот на тишината, исто станува збор за љубов, но можеби малку потоксично, малку проблематично, каде што веќе не е прашање дали ќе избереме едно или друго, туку дали ќе си го спасиме животот. Да, кој дел од твојот живот, односно можеби некоја животна ситуација, ја раскажуваш всушност во книгите? Па можеби конкретно немам ја животна ситуација, но карактерно можам да се пронајдам во секој карактер, дали во некој сегменти, така помалку, но си давам така некои зачини од мене. Да, сигурно дека оставаш твој личен впечат и дека на 21 година разговараш и со многу повозрасни луѓе кои што можеби ти споделуваат животни искуства кои што ти се интересни за да ги преточиш нели во книга, во дел од приказната која што сакаш да ја раскажеш. Колку Македонија, односно македонците сакаат да читаат? Па, има доста читатели, дури зачудувачки, пошто јас пред тоа некако гледав, да, ние како млади ќе земеме од библиотека книга и така, ама не гледав заинтересираност општо на народот, но еве од како почнав да ги издавам книгите, тоа се гледа доста со позитивност. Да. Кој ти е умилен автор и колку имаш време, верувам, да читаш? Сакаш македонски автори или можеби некои странски? Ми се свиѓаат Гиомисо, тие се доста трилери, така да те интригира, да не можеш да знаеш во секој момент што ќе се случи. Не те остава до последен момент, така да тие највеќе ги обожавам.
Дали добиваш фидбек, некои позитивни коментари, позитивни критики можеби од македонски автори? Не знам, Филип, мојот професор по музичко, тој има издадени исто така 3 книги. Тој ми даде доста позитивни коментари, можам да кажам, како на прво, онака, ми беше доста подршка и за првото издавање на книгата, ме насочи каде како да се консултирам со различни луѓе. Така е, одлично. Овие книги може да се најдат кај тебе на социјалните мрежи, кажи ми како да те најдат гледачите, оние кои што не знаат. Може преку сите мои социјални мрежи, преку Инстаграм, Facebook, Лара Денковиќ сум потпишана, слободно, само се пишува порака и веднаш враќам преку карго, сето тоа се испраќа. Да. Рече дека работиш веќе на третата книга, дали би ни открила можеби нешто? Па мислам дека се уште е рано за откривање, бидејќи се уште сум во раните фази на низиното пишување. Интересно е и тоа дека не се занимаваш само со ова, него ова ти е буквално хоби од кое што можеби ете и заработуваш. Меѓутоа, која е Лара освен кога пишуваш книги? Па, јас сум сосема нешто друго во позадина. Не си пејачка за сега. Не сум пејачка, нема шанси во тоа да се најдам. Али, затоа, пример, имам дипломирана како градежен инженер, имам академија внатрешен дизајн сега што ја слушам, што се надевам дека и во тие води ќе пробам нешто, да направам некоја комбинација од тие две струки. Исто така од време на време се бавам со некој моделинг и така. Одлично. Значи имаме доста теми за разговор. Следно би сакала да се видиме во нашето студио. Можеби баш тогаш ќе ја издадеш и третата книга, ќе зборуваме за неа, но и која е Лара генерално. Ти благодарам многу за овој убав утрински разговор и ти посакувам многу продадени книги. Благодарам и на вас.